волкот имал дебел врат, затоа што сам си ги вршил работите. Така ние со оваа сала, спортска сала, која што ни беше подарок од реновирање од владата на Република Македонија, односно од Агенцијата за млади и спорт, ние дадоа буквално празна спортска сала, без било каков реквизит. Долго време разговаравме и со претходното раководство и со сега со овој директор, односно министер за млади и спорт. Едно време разговаравме, потоа скроз се изгуби, за да на крај распишеме тендер и купиме потребна опрема од кошевите што ни се потребни, головите што ни се потребни, значи клупи за седење, соблакални, рипстоли, мрежа за одбојка и така натаму, значи потрошивме бајаги пари и со ова званично отпочнува со работа оваа спортска сала. Но во исто време морам да кажам дека имаме делови каде што веќе покажа влага, значи неквалитетно е изработена. Го известувавме министерот за спорт и млади, одговор немаме никаков, очигледно дека тој е зафатен со многу побитни работи отколку оваа спортска сала која што е направена на 2-3. Може да погледате таму, гледате каде тече вода, а се работи за нов објект кој што тие го работеле. Агенцијата за млади и спорт или Министерството за спорт и млади. Но што е тука, повеќе не можеме да чекаме, мораме објектот да го пуштиме во употреба, да не зборувам дека објектот нема радиатори, не е приклучен на парно грејење и тоа треба радиатори да купуваме и сите тие работи. Никој не прашува дали општината за тоа има пари, има буџет или нема и така натаму. Добро, со оглед на тоа дека ова е голем спортски објект, општина Карпош има ли кондиција да го одржува ова? Сепак е спортски објект на сите скопјани. Нема, има или нема, мораме да имаме кондиција, но она што за нас е потребно, оно што го реконструирал објектот, што викаат, да не биде држи воде док мајстори оду. Значи, барем 3-4 години да знаеме дека нема да имаме проблем со него, со потекување, со влага и со сите други проблеми што ги има. Онака како што е оставен, навистина, замислите за целиот објект да спроведеме парно грејење, колку е тоа пари. Да извршиме приклучок на грејење и така. А пак да не зборувам за базенот кој што веќе година и кусур како е почнат, еве го така стои, до никаде не е завршен. Значи годинава базенот нема да биде пуштен во употреба. Па јас не очекувам, бидејќи ни ал ни абер немаме од министерот за спорт и млади. Со оглед на тоа дека вам ви е препуштено се вие да се снаоѓате, како ќе го решите грејењето на салата? Па ќе мора да полека да купуваме радиатори, полека да вршиме приклучок. Што да ви кажам? Не е воопшто едноставно да некој те натовари со непредвидени трошоци, зашто овој објект бил со сите салтанати. И со грејење, и со приклучок на парно грејење, и со се. А што ни остава на нас? Само зидови.